Верче Андонова со арапска техника која ја научила во домот за деца и млади, сега ја освојува Македонија. Денес, заедно со членовите на Сдруженијата за лица со интелектуална попречена спорака, беа во посета на Струмичката библиотека каде ги изложи своите дела. На изложбата присуствуваа и членовите од порака од Струмица, како и посетители кои ја знаат работата и талентот на Верче. Таа порача дека попреченоста не е пречка да твори и да создава дела кои оставаат белек. Оваа техника е арапска техника и изучив во домот за деца без родители 11 октомври, научеше човека од Арабија. Имам околу над 227 цртежи, но не можеме сите одеднаш да ги истакнеме. Оваа техника е многу деликатна, се црта од саат до околу саат и пол и 2 сати. Се црта во А1 формат со ленјер и со црно мастило. И еве да истакнеме дека и ние лицата со посебни потреби знаеме да цртаме, да се дружиме и многу сме среќни ние од Сдруженијето што сме дојдени тука кај вас на гости. Посетата на Верче организацијата на изложбата ја овозможи и Националната библиотека од Штип во соработка со Струмичката библиотека Благо Јанков Мучето. Веќе 7 година поред го реализира овој проект книга до инвалидизирани изнемоштени лица кој ги опфаќа токму оваа целна група и што е една од правците на Европската унија и Обединетите нации за поголема инклузија на сите граѓани во земјата. Покрај тоа што невозможуваме книгата да биде достапна до секој во домот на овие лица, за секој оно што сака да чита, меѓутоа една од целите е и прикажување на нивните способности. И токму затоа ги организираме овие изложби со Верче Андонова од порака, ги вклучуваме и сите други вакви центри што ги имаме во градот, се со една цел на оваа целна група и го збогатиме секојдневието со нови културни содржини. Директорката на Струмичката библиотека вели дека вратите на оваа установа се секогаш отворени токму за вакви творци. На изложба, значи ние ги поддржуваме сите оние кои знаат да работат, кои знаат да творат. Сликањето, цртањето, пишувањето е нешто што е едно, така да за сите работи библиотеката е отворена во секој поглед и на сите успешни, на сите тие што нешто направиле во полза на нивната креативност, им посакувам многу успех. Пред посетителите беа денеска изложени околу 200 дела изработени од така наречената арапска техника. Верче е една од ретките која го практикува работењето со оваа техника, за која и самата таа вели дека е специфична, но истовремено и убава.